Утринава ве поздравувам од паркот во општина Ѓорче Петров и ве поканувам да проследите интересен разговор со еден човек кој што заслужува искрена почит и восхит од сите нас. 17 март е денот на основањето на Црвениот крст во Република Македонија и ден на крводарителите во нашава земја, а тоа беше повод да се сретнеме со господинот Миле Јанковски, крводарител кој има дарувано 186 пати крв, е добитник на голем број награди, меѓу кои и на државната награда 13 ноември. Пред се честитки по повод денот на крводарителите и денот на основањето на Црвениот крст во Република Македонија. Благодарам за честитките и воедно за одвоеното време за ни посветувате на едно внимание на едни големи луѓе. Тоа се доброволните дарители на крв, кои што несебично во секојаш се подготвени да дадат она драгоцена течност, капка што значи живот. Се наоѓаме во насилбата каде што вие живеете, каде што ги ширите вашите хумани дела и ги инспирирате сите останати да го следат вашиот пат. Па може ли да ни кажете кога прв пат дарувавте крв и како се роди кај вас желбата да дарувате скапоцена течност која што им спасува животи на луѓето? Мојата љубов и мојата активност за дарување на крв почна уште во средното училиште, кога мојот соученик Панче, одејќи на кај школа, добил сообраќајка се случило и е било потребно поткитно крв. И јас и уште 20 другари се договоривме и дадовме веднаш крв. И после, откако нашиот другар се опорави, се збратимивме и ден денеска дружиме, со голема човечка љубов ја продолжуваме оваа мисија на хуманоста. Инаку, како активист, после средното училиште, мојата активност ја продолжи во мојата работна организација, каде што работев 35 години, а тоа е Тетреска, каде што веднаш формирав друштва на Црвениот крст во сите погони, а воедно како едно координативно тело кој што ги следеше и ги извршуваше сите поставени задачи во нашата работна организација. Но бидејќи бевме една поактивни организација Треска, сакаме да допринесеме да и другите работни организации да ја следат нашата активност. Така почнавме да се поврзуваме со други работни организации. ФАС 11 октомври, Гоце Делчев, Алумина и ред други поголеми организации, каде што ние како крводарители одевме во нивните организации и се разменувавме искуства и после сите тие активности дојдовме на идеја да формираме една организација, Асоциација на крводарители на Република Македонија. Со голем успех можам да кажам дека нашата асоциација ги исполнува сите потреби за трансфузија на крв и секогаш сме подготвени да ја подариме оваа драгоцена течност. Не само во Скопје ја продолжиме ние нашата активност и во Штип, Велес, Куманово, а така наидовме покрај ФАС 11 октомври, соработува како нивни соработници од ФАП Прибој. Тоа е фабрика за автомобили, каде ќе соработува, па во една прилика ни дојдоа на гости и така да ние сега разменуваме и прошируваме нашите активности во Република Србија. Последниот пат јас бев во неофицијална посета на Јагодина, каде што ги запознав со нашите активности и тие беа изненадени од нашата активност и следната работа е да се договориме и да потпишеме еден меѓународен заеднички договор и да ја продолжиме оваа наша мисија.
Иако официјално до 65 годишна возраст крводарителите може да даруваат крв, вие сега веќе имате 77 години и продолжувате да ги ширите активностите, да склучувате нови пријателства, да ја ширите мрежата и на тој начин да им овозможите на сите останати да бидат хумани и да бидат активни на полето на крводарителството. Иако сум веќе 15 години во пензија, јас се уште сум активен на полето на хуманоста и деновиве одбележувавме 17 март со една традиционална таа е наша средба. Одиме во некој ресторан каде што се собираме 100 до 150. Ова година многу се пријавија, така се поделиме во 3 групи. Бевме во 14 расадни и една група беше во Велес. Ја остана Велес, Куманово и Штип. Малку да се релаксираме и да дадеме малку на нашиот организам релаксираност. Добитник сте на голем број награди, признанија. Која од сите тие признанија ви е најдраго? Видите, покрај сите признанија што Македонскиот црвен крст ги доделува, 1990 година, покрај еден голем чин што го направив, Македонскиот црвен крст на иницијатива на ревијата Нада, која што номинира во бивша Југославија, во секоја република, најхумани луѓе. И јас бев номиниран, бев избран меѓу 10 најхумани во Југославија. Може ли да ни кажете точно зошто? После тоа имаше неколку случаи, земјотрес во Ерменија имаше, некој немир имаше во Румунија, а имаше една рударска несреќа во Лексинат, каде што директно се вклучи во подобрување и да дадеме допринос за облажување од овие немири. Случката најбитно што беше е кога слушнав јас една вечер за потребите на едно роденче во Београд, е потребна хитна крв и без размислување со мојата кола отидов во Београд. Утото кога отидов во Београд, тие беа изненадени што ја токму дојдов од Скопје да дарувам крв. Значи, вие ја слушнавте таа информација вечерта во доцните вечерни часови и цела ног патувавте од Скопје до Белград. Добре. Во Београд бев пречекан, ја мислев да отидам таму така да само да извршам мојата човечка доброст, но веќе таму медиумите мене јавија таму, така да бев и примен од градоначалникот Бакочевич. Тогаш дојдоа многу хумано, тогаш се сеќавам, Југо Петров беше. Тие ми оплатија целиот бензин од Скопје до Београд и назад. Има задржање од 2-3 дена, таму бев. И сакам да напомнам на самата доделување на ова признание. Признанието се вика велико срце. При доделувањето на ова признание, во паузата најави домаќинот рече секој кој што е дојден од надвор да ги подигне дневниците. Но јас со еден мој тука исто сограѓани, не сограѓани, него доктор од Босна. Се договоривме да овие дневници ги подариме на хуманитарни организации. Јас средствата ги подарив на Дом за деца без родители, а тој средствата ги подари во тогаш имаше еден Титон фонд за стипендии на студенти. И уште поголемо признание добив од децата од домот. Управителот им објаснил чива донација, што таму и имале тие таму пионерска и младинска организација. Тие како да ми се заблагодарат преку Црвениот крст на Србија, ја нашле мојата адреса и ме напишале
само со 3 зборника. И хвала ти Чикамиле, тоа ми е едно од најголемо признание. Нацртале на листот рака, во раката срце и во срцето напишале хвала ти Чикамиле. И околу раката 157 подписи, фича, мича, кој како се вика така. Значи тоа ми е најголемо признание од овие дечиња, чисти души. И неколку пати кој ќе одам во Београд, одев да ги посетувам таму и радосно сум секогаш добродојден. Што се случи со новороденчето, заради кое што ги оставивте од дома сопругата, вашите 2 малолетни деца и отпатувавте во Белград да дадете крв? Па тоа е малку се фамилиарна, да кажам, блискост меѓу нас. Дојдов, после ме поканија да бидам кум. Крси беше мала дама, Ана Марија, 2 имења дав на мајката на Богородица и Богородица Мариш. И одев долго години на роѓендени. Бев поканет и на свадба. Сега се тие во Нов Зеланд таму, ако гледат, ги поздравувам таму, им посакувам се неговото и побрзо да се видиме. Тече таму македонска крв во вените на сега веќе возрастната девојка и жена Ана Марија. Да, Марија. Ана Марија. И се очекуваат новороденче. Па ќе бидам драг гостин, веќе ме припремаат како да дојдам и да се организираме. Прекрасна е вашата приказна, мотив и инспирација за сите нас останатите, како треба несебично да бидеме хумани, да даруваме крв и да спасуваме животи. Јас во име на телевизија Алфа ќе ви посакам добро здравје уште долги години и да продолжите да го трасирате патот и за останатите добри и хумани луѓе. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време во вака простор да покрај мене и останатите доброволни дарители на крв. Тоа е човечност. Секој има должност, а посебно ние граѓаните, жителите на градот Скопје, како град на солидарност, имаме огромна одговорност и задача секој да дарува крв.